Државната комисија за спречување со корупција ја објави имотната состојба на градоначалниците на Струмица, Валандово, Богданци, Дојран, Новосело и Босилово. Јавно достапни се нивните анкетни листови, во која е прикажана состојбата, колкав и каков имот поседуваат со стапувањето на функцијата градоначалник. Според информациите на сајтот, најмногу имот на свое име и на најблиските прикажале градоначалниците на Новосело Боро Стојчев и на Богданци Блажо Шапов. Стојчев прикажал имот од околу 35 милиони денари, а Шапов не ја прикажал вредноста на имотот на родителите, каде има станови, деловни простории, земјиште. Вредносно, најмалку имот прикажал градоначалникот на Валандово Костадинов. На свое име има само денарски депозит од 20.000 денари. Според јавно објавените информации, првиот човек на Струмица Косте Јаневски прикажал имот од околу 16 милиони 800 илјади денари како личен, заеднички и имот на деца. Пријавил 2 куќи во Струмица, стан во Скопје, моторно возило Опел Вектра и кредит. Анго Ангов, градоначалникот на Дојран, пријавил 3 моторни возила, градежно земјиште, куќа, стан и депозити, лични и на семејството, во вредност од 10 милиони и 500 илјади денари. На негово име се води стан во Гевгелија и автомобил Форд Мондео. Првиот човек на Босилово Зоран Зимбаков според анкетниот лист има само личен имот и тоа во вредност од 2 милиони 300 илјади денари. Поседува градежно и земјоделско земјиште, куќа во Босилово, но и моторно возило Опел Вектра. Неговиот колега градоначалникот на Новосело Боро Стојчев пријавил имот од околу 35 милиони денари. Се води како личен на родители, деца, сопруга. Тој со семејството поседуваат 5 моторни возила, земјиште и куќа во Ново Коњарево, а пријавени се 70 сандаци со пчели и 71 грло крави и попратни машини и опрема. Долг е списокот на имотната состојба што ја пријавил градоначалникот на Богданци Блажо Шапов. Како имот на родителите, Шапов навел станови, деловни простори, градежно и земјоделско земјиште, но вредноста не е наведена. Како личен имот навел само трактор, возило Опел Вектра и земени кредити. Градоначалникот на Валандово Перо Костадинов е најсиромашен според прикажаната имотна состојба. Со семејството поседува земјиште, куќа, трактор во вредност од 1.800.000 денари. Како личен имот Костадинов пријавил единствено депозит од 20.000 денари и единствениот градоначалник кој нема моторно возило. Анкетни листови доставили останатите градоначалници од Југоистокот: Сашко Поцков на Гевгелија, Герасим Конзулов на Радовиш, Марен Јанев на Василево и Благо Илиев на Конче. Од комисијата информира дека постепено се обработуваат и објавуваат анкетните листови на избраните функционери кои имаат законска обврска да го пријават имотот.